Благодарам, почитувана председателке. Ја почитувам вашата идеја и вашата истраност да се најдат организаторите и виновниците. Мислам дека тоа не е тешка задача. Затоа што порано кога сакаше Министерството за внатрешни работи да пронајде некој, за 5 секунди го најдуваше. И тоа немаше ниту камери, ниту ништо. Потрагично е што имало 200 специјалци распоредени околу објектот, кои што сигурно ги лоцирале тие што го уништија Македонскиот народен театар. И не било само тоа. Туку го уништиле и стадионот, Националната арена Филип II. Тоа се тие слободни медиуми кои што не известија за ова. Што треба да се најди и да се истражува за нешто што е уништено, а го видоа сите. Се знае кој организирал, кој беше присутен таму, кој зборувал, кој се сликал, се е јасно. Дури ги оставате проблемите под тепих, ќе биде вака. И не за џабе рекле, ако сакаш некој проблем да не го решиш, направи комисија. Се во комисијава, замислете, е директорката која што вика, ако сум јас винов, највеќе си дадам оставка. Абе не оставка од работа, треба да се замени за стално. Еве, комите ќе прославуваат на 8 декември во истиот тој објект, да видите каква грандиозна ќе биде прославата. Каква култура ќе се продава таму. Но сега да се вратиме на темата, бидејќи почитувам што секојаш зборувате со бројки. Еве ќе ви кажам кои се ефектите од вашите економски политики во мојот роден град. Во моментов Прилеп има 11.592 невработени, од кои што 7.000 се активни баратели на работа. До 1 оваа бројка е иста како пред 2,5 години. Значи, од тие 54.000 што сте ги вратили во администрација, а ниту еден во реалниот сектор, нема ефект во мојот град. Се останало буквално исто. Се останало буквално исто. Следете ги пресконференциите на Шилегов. Тој кажа дека не за 12, току за 18 милиони евра Скопје ќе добија и Тркало, и Луна парк. Ама за 6 милиони евра поскапо. Сите оние што поверуваат дека нема да се гради, еве им контратеза. 18 милиони евра Скопје ќе добија нов Луна парк и Тркало. Тоа го кажа градоначалникот на Скопје. Може би вие ја немате гледано таа пресконференција. Сакам да ве потсетам и на уште еден битен момент по однос на трошењето, по однос на задолжувањето и по однос на кој како се грижел за својата татковина. Еве да ве потсетам. Во последните 54 дена Македонија е задолжена за нови 565 милиони евра. Тоа министерката го знае. Ова да се случеше во минатото, и Игор Ивановски шема да го слушнеш ова, мислам дека навистина многу бурно ќе реагираше. Верувам дека министерката од кога е дојдена на функција преку милиарда сме задолжени. Во ред, некои средства се задолжуваме за да се исплаќаат, некои стари задолжувања. Но имаме и нови непродуктивни задолжувања. Зошто? Затоа што ги плаќаме вашите хирови. 6 милиони евра пенали плативме заради клиничката болница во Скопје. 6 милиони евра за вашите хирови. 600.000 евра владата плаќа за цвејкиња, тендер за цвејкиња, и то замислете какви вештачки. Ги преместуваат од Министерство за труд и социјала истиве цвејкиња и ги носат во култура. И в година пак тендер за вештачки цвејкиња. За истите цвејкиња. 13.000 евра за апетисани. И да ве потсетам на едно многу битно ветување. Кога Социјалдемократскиот сојуз ќе ја земе власта во Република Македонија, максимално ќе се рационализира бројот на министерствата. И ние си рековме готово. Сега се штеди на вистина. Ама како и за се до сега, не било така. Сега 28 министерства. Еве, кажете ми колку министерства има во земјите од Европската унија. Јас ќе ви кажам, 13 Шведска, 14 Норвешка, отприлика така е работата. Ние имаме 28. Јарно што не ви текнало ова година до 40 да ги направите. Тоа не му дошло на идеја на некој, иначе може, не е проблем со вас. Затоа што ви текна на седница дека на комисија, нови заменици директори чекај да се очестиме со дуи 30 луѓе. Да, може, имаме пари, па ќе земеме од здравство за заменици директори. Нови агенции ќе си направиме за двојазичност, за тројазичност.
Зашо сакаме? Пасати ќе се купиме нови 70, иако ветивме дека нема да купуваме нови возила, ќе штедиме. Во Мексо имате возила, министерки, вие може не ви ги покажуваат. Да не се од мачки изгребани во подрумот. Почитува на министерки. Значи, вистина ве почитувам како млад и премногу успешен човек. Тоа е факт. Тоа не може никој да го порекне, ако ние вака дискутираме. Ама проверете низ вашите документи колку нови пасати набави владата. Јас ќе ви кажам. 54. 2000 кубици, дизел, ТДИ, не знам дали се на лизинг, али на шо и да се, нови се. Добри се за возење. Ова е факт. И да ве подсетам, тој Мерцедесот што го гледате во влада, кога ќе ги пречекувате австриците со летонско знаме или французите со холандско знаме. Тој Мерцедес кладе многу фамилии во бела. Многу фамилии во бела. Затоа што бил купен за 600.000 евра. Како некој да се го зел за дома. Еве да ја подсетам, помала тоа што биле зафатени со приватниот сектор. Тој Мерцедес досега требаше да биде продаден, исчистено тоа мачките што го гребеа во гаражата, требаше да биде продаден и да бидат набавени минимум 15 нови амбулантни возила. Еве, кој ќе си појдите сега на работа, прашајте ги овие повозрастниве, што биле претходно министри, овие советници, што се заменици министри, министри без ресор што земаат плата, а не знаат што работат. Абе, кај се амбулантниве возила да направиме една парада? Каде се новите амбулантни возила? Едно сакам да ви кажам. Сета среќа што ова ќе заврши за 3 месеци. И пак ќе се вратите од кај што дојдовте. Секогаш ќе имате грижа на совест. Зошто сте го потпишале договорот со кинезите и зошто сте предложиле ваков буџет? Затоа што сепак во политиката има и луѓе со совест. Има и луѓе со совест. Јас минатиот пат наброив 3. И пак ќе ги повторам. Вашиот заменик Тевдовски кажа: не оди работава, крахиравме. Си одам, чао. Не можам јас да подпишувам, за други да печалат. Така рече човекот. Следејќи го неговиот пример и неговиот најдобар соработник, си замина. А вика, чим вика министерот така, значи мора во оваа влада да има криминал во министерство. Не сакам да го работам ова. Моите сознанија е дека и заради договоров со кинезиве е тоа, ама тој си знае. Човекот излезе доблесен. Втор мој херој од Социјалдемократскиот сојуз по искреност, по честност, по поштеност е мојот колега Петар Атанасов. Петар Атанасов е творец на програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Општество за сите, не општество само за социјалдемократите, општество за сите. А заедно со Тевдовски тие изработувале целата програма. Општество за сите со добро обезбедени финансии. Така било нивното мото на почетокот, кога верувале дека оваа држава може да оди напред како Република Македонија, држава необезглавена, без трите столбови, здравство, образование и труд и социјала, непреименувана држава, држава со гордост, држава со своја химна. И да се навратам на Петар Атанасов. Херој. Херој. Човекот кажа: јас не можам да ги лажам професорите, наставниците, кога веќе сме подпишале колективен договор со кој што тие треба да земаат 36.000 денари, јас да одам да се пазарам со сонг за коефициент кој што не е доличен. И за многу други работи човекот беше во право. Тој да го видеше некни дивењето во МНТ, да бил таму со премиерот. Не знам како ќе го преживееше тоа. Со каква тежина ќе се одеш од таму. Тоа не е општество за сите. Тоа е поделба на општеството за сите. И сите се срамите од тоа. Петар Атанасов тоа немаше да го одобри. Немаше да го одобри. И третиот пример на свесност и на коректност и на откажување од удобната фотелја во интерес на граѓаните е Ленча Николовска. Ленча Николовска, да ве подсетам, беше специјален советник на премиерот за земјоделие. Таа беше наша колешка, јас сум пратеник од 2011 година, беше борец за правата на земјоделците. Истакнат, теренец, секако што треба. И жената виде дека не од да работите во земјоделието, не од да работите во владата, иако го имаше највисокиот чин таму од многуте советници, специјален советник беше, жената си замина. Не сакам да бидам во тимот кој што губи. А ова е тим кој што очигледно е на крив пат и кој што губи.
И пак ќе речам, сета среќа што ова ќе заврши. Ќе дојде душа и на министерката, тогаш ќе рече, сгрешив што припати. Не сум јас за ваква екскурзија. Затоа што ова е авантура која што кошта по џебовите. Кошта по џебовите. И тоа многу кошта. Ние тоа си го осетивме и на локално и на државно ниво. Нашиот градоначалник набави 4 автобуси за 1 милион евра. А истите во Данска, што беше земја репер и пример за Тевдоски, тој се стремеше нашата економија да ја направи како данската, нашиот буџет да го скрои по теркот на данскиот, таму еден автобус е 120.000 евра. И то ман. Ние купуваме Исузу за 250.000 евра еден. И викаме, инвестираме во индивидуалните квалитети, или не знам капацитети во што инвестира со овој буџет. Капитални инвестиции правеле. Ова се капитални инвестиции за сопствени џебови. Уште е нешто да кажам. А тоа министерката го знае. Автобусите ги полнат со метан од пиле подат во Битола. Тоа е економски исплатливо. Економски исплатливо. Оваа влада е единствена во Европа и во светот, министерке, најдете некој ваш колега или колешка, што ги одборчили општините за 50%, за да се договорат во 4 очи на кого ќе му ги исплатат фактурите за останати од претходните години, а градоначалниците да си купат луксузни коли. Вие немате блендирана кола, градоначалник во Скопска општина има блендирана кола, со тие пари се купи. И од струга е преуба колата. 75.000 евра преуба кола. Замислете, општина Прилеп Борч само 70.000 евра, други општини по 6 милиони евра, сите ги изедначуваме со кратење на Борчот 50% и сите сме исти на крајот. Значи, овие што трошеле 7 милиони евра и работеле многу домаќински и се задолжували, и со овие што трошеле 70.000 евра и работеле вистина домаќински, се исти. И сега, значи, деночни одврзници од Прилеп кои што се мачат да скенираат една фискална сметка за 2 денари да му вратат, бидејќи ги лажат и очекуваат кизне колку пари ќе му легнат сега на сметките во декември, а треба сите да знаат дека максимумот е 600 денари, ги задлучуваме со овие кои што трошеле 7 милиони евра. Вие скенирајте, некој си полни торби Луи Витон за 1,5 милиони евра. Таа торбата цела која скенираш, 21.000 евра, повратна ДДВ имаш. Тоа е пресметано. Тоа е пресметано. Затоа, колега Диме, еве да се вратиме на буџетот, вие предвидувате и средства за фондот за иновации. Сакам да ве потсетам како се делеа средствата во фондот за иновации. Знаете вие. Отвораш Google и гледаш соларни панели во Индија. Копираш, копи, пасте, аплицираш во вашиот фонд за иновации и ти дава 400.000 евра за иновација. Од Индија. И знаете кој го доби тој грант? Така? Не, со брата Ројче обрашате Тунте. Тунте го знаете кој е. Тунте е бившиот координатор на Социјалдемократскиот сојуз, кој што ги кратеше патните трошоци на функционерите во Република Македонија и сега замина да биде директор во најбогатата фирма во Република Македонија и да зема плата 5.000 евра. Тоа е, колега Диме, сигурно сеќавате, колегата Томислав Тунтев. Тој тогаш кога го пречекувал со брата Рој, ни во состав од прво одделение не верувал дека 5.000 евра сега плата ќе зема. Ама битно ја заштеди државата. На патните трошоци му ги скрати на функционерите и многу се заштеди. Вистина многу се заштеди. Цела гимназија во Прилеп зема плата заедно колку Тунте што зема плата. Така штедите вие и инвестирате во човечкови, како викате, човечки капитал. Кај Тунте најмногу во капиталов инвестиравте. Ме подсетивте вие за со брата Рој. Се држете се, колега, до репликата на Диме Велков. И уште нешто да ве подсетам. Сето ова ви изгледа така чудно, сето тоа ви изгледа вака чудно, неверно, ама јас никогаш не сум зборувал без факти. Досега не се нашол пратеник од Социјалдемократскиот сојуз што ме демантирал. Еве и за ова, една молба за демант. И нема да се најде. Затоа што сите го знаат Кире Наумов. Не го спомнувам во лош контекст, сега, туку тогаш сме го спомнувале во лош контекст. Човекот беше заменик министер за економија, што се развива добро изгледа, економијава, сега замина на друга функција. Кога ние, почитувана млада министерке, земавме еврообврзница, не знам колку средства, 500-600, не сум економист, не ги разбирам бројкиве, Кире Наумов, вашиот колега по економија, испраќаше писма до сите светски банкарски институции и викаше:
Како смеете да му дадете на овој режим 500 милиони евра во сите банки? Нашата влада ваква, нашата влада таква. Кодошење до смрт. Немој да му давате, пропадна економијата, нема да ви ги врата парите. И луѓето што направија, ја зголемија каматната стапка и државава, не знам на колкав период, ќе враќа 40 милиони евра повеќе. До сега не се родил функционер од ВМРО ДПМН, кој што за овие 505 милиони евра што сега се задолжи Министерството да испрати такво писмо. Нити една буква не па писмо. Нити една буква не па писмо. Тоа е разликата кога се сака да и се помогне на државата. Сега ни е многу полесно ние да ве кодошиме вас. Сега е многу полесно. Еве, Цуклев може да напише писмо. Во држава во која што се трошат толку и толку средства за ова, немојте да му давате еврообврзница. И тоа е многу лесно. Ама зошто? Со тие 40 милиони евра, колега, тие 40 милиони евра, ако му ги поделевте на пензионерите, немаше да се гордееш со 37 денари покачување. Ке се гордееше со 1800 денари покачување. Затоа не допролеј. Затоа што ако сум некоректен, ќе кажам дека сте вие единствениот претседател на пензионерска партија кој што излезе на пресконференција и кажа добро е што се намалуваат пензиите. Се демантираш самио. Има снимки од тоа. Има снимки од тоа. Ама кратка ви е меморијата. Ќе ги најдем, ја ве ветувам дека таа изјава во петок кога ќе бидам следен за говор, ќе ви ја пуштам. Тоаш ќе огледаме клипот и од Горан Милевски кога се шеташе со блузи од САЈО. Тунтев како го пречакувал со брата Рој. Тоаш хронолошки ќе ви представиме филм како што бил филмот што го гледаа во маната некни овие што прославуваја. Ви благодарам.